Клиниката за радиотерапија и онкологија да премине во Национален институт за малигни болести за да може полесно и подобро да функционира оваа здравствена институција, бараат дел од онколозите. Сметаат дека со оваа промена ќе се намали притисокот од пациентите врз клиниката, ќе нема недостиг на лекови и ќе се намали дефицитот на медицински персонал. Овој предлог го има на хартија, ама 10 години стои во фиока во Министерството за здравство, а ниту еден министар досега не го имплементирал. Онкологот доктор Милан Ристевски верува дека овој план ќе направи многу позитивни промени за најтешко болните, ќе имаат поголема и полесна достапност на терапијата, а ќе се направи конечно и регистарот за малигни заболувања. Проблемот е во тендерирањето, достапноста, бидејќи кога помала болница ќе стендерира, помал се лекови, цената е повисока. Како тоа се решава? Во 2015 од моја страна на сегашниот директор на онкологија, доктор Игор Стојковски, и тогашниот шеф на физика, Душко Лукарски, е даден до Министерството предлог да се Универзитетската клиника за онкологија да премине во Национален институт за малигни болести, каде што и регистарот за малигни болести ќе се направи заедно со одделна статистика, меѓутоа и целата припрема на терапија ќе се прави на едно место, а само понатаму ќе се разнесува. Затоа и тој кабинет заедно со оној софтвер като донесен на онкологија. Меѓутоа политиката ги разводни работите, неуспешното менаџирање си го направи своето. Голема кочница за лекувањето на болните од рак е тоа што не функционираат акцелераторите во неколку болници. Според информациите од Министерството за здравство, неизвестна е судбината на апаратите во ГУП 8 септември, Битолската и Штипската болница, бидејќи по толку години сега е проблем да се стават во функција, а и нема квалификуван кадар кој ќе ги работи. Овие милионски вредни акцелератори беа промовирани од неколку влади и министри, но освен сликање и ветувања, никогаш не беа ставени во функција. Најдобриот акцелератор во држава е во 8 септември, чорав пациент 8 година неозрачен. Сите министри доаѓаа се слика, никој од нив го немаше капацитетот да заврши нешто. А во Штип бункерот не е ни допраен. Основното јавно виделство треба многу сериозно да се распраша зашто тој проект таму е прекинат. Во Битола акцелераторот е комисиониран од пред чинам веќе 3-4 години, чорав пациент неозрачен. Луѓе, имате министри за тоа, прашајте го, треба да сноси секаква одговорност и предходниве, зошто до сега на тие апарати уопште ниту еден пациент не е озрачен. Никој до сега не ви ја сноси таа одговорност. За акцелераторот во Штип пред повеќе од 10 години почна и копање на бункер за апаратот, но сега обраснато со трева и воопшто не личи на место за инсталирање на софистициран апарат за зрачна терапија. За набавката на 3 акцелератори, кои се уште не се во функција, беа потрошени повеќе од 8 милиони евра.